Луѓето да почнат да го користат мозокот, да видат дека се искористени тотално. Внимание, зборуваат граѓаните. За некој ден е Илинден. Дали знаеш кој бил Свети Илија и по што е познат? Свети Илија искрено не знам кој е. Не знам по што го познат. Светец. Логично. Не би можел да биде друг. Добро. Не баш. Не баш. Свети Илија? Да. Не би знал. Не си информиран. Не. Свети Илија? Не знам пошто, не сум христијанин. Добро. Така да изгубен сум малце по овие ствари. Илинден восстание. Илинденското восстание или јасно? Знам за Илинденското восстание дека е организирано на 2 август 1903 година. На народот му било доста да се бори против османлиите и против војската која ја окупирала цела Македонија. Што се случило на 2 август 1944 во манастирот Прохор Пчински? Може би некоја седница насном. Историја не ми е најака. Добро, не, страната. точно. Свети Илија најверојатно играл некоја улога. Не знам. Немаш инфо? Немам. Ден на Илинденското восстание. Декларација на Асно. Првото заседание Добро. на Асно. 1944. Да, 2 август. 2 август. Асно. Борбирало Против Асно. фашистичко движење, нели? Првото заседание на АСНО. За Македонија да има своја територија, да биде самостојна држава. Дали знаеш кој победи во Крушевското восстание на 2 август 1903 година во Крушево? 1903. Не знам. Мислам, партизаните. Кој победи? Кој победи? Да, на Крушевското восстание. Најверојатно Никола Карев. Македонците победиле. Добро. Траело 10 дена, но потоа за жал паднала на Крушевската република. Победија нашите. Добро. 10 дена Крушевска република и толку. Ако добро се сеќавам, против турците сме се бореле, сме победиле во битката. И колку траела таа победа во таа битка? Колку дена траела? Не, кратко траеше. Војводка или партизанка? Зашто би кренала Илинденско восстание денес? Восстание за повеќе права да имаме ние младите. Не толку безбедно се чувствуваме кога ќе излеземе надвор и поради тоа што има многу луѓе кои што заставуваат помали тинеџери. Едноставно поделено е богатството на многу малку луѓе и затоа би дигнало едно восстание за луѓето да почнат да го користат мозокот, да видат дека се искористени тотално. Некој мировно восстание. Точно така. Со Иако цвеќиња, не би решавал патетиците. со војна. Би дигнал восстание за тоа колку не се грижиме за природата. Е спас на целокупната животна средина, спас на животните и света останата. И спас за реката Дошница. Има многу нешто. Пример? Преди се корупција. Зашто денес би кренала Илинденско восстание? Против корупција. Против корупција? Против Зошто? корупција. Пошто корупцијата е многу внесена во нашата држава, има многу неправда, секаква корупција, сексуална корупција, корупција на работа, на сегде и не заџабе на крај сите млади бегаат од држава, ако бидеме најискрени. Внимание, зборуваат граѓаните.